Не си хоче да ставя на се значи ставя. Право и нямам намера да го повторвам много журналистите, не само мач. Последните месеци станувам толкова резигниран. Долете ни се плашат таки индиферентни. Не ме държи стерили. Мемола. Не се ригнува се точно така. По проста причина, че във всякоя сфера полека ги съгледвам работите. Но за аз книгите ги съгледвам. Ono što mene me plaši za opozicията и да влезе в властта е някакви ужасна и насилна. Че образованието не е никакво изключено. Исто е в енергетика. И аз слагам в енергетика, знам как да се преценя тук и колегата. Исто е и в разлика. Буквално във всяка сфера в която живеем, ситуацията се колеги, нека спомена, нема светла. Здраве има само темна страна, има светла, има темна. И аз наистина мислям дека само темна страна. По образование. И ги ви кажем и защо. Сороконим. Затоа што ќе повторам, кога има диалог на други, те бројките малку да почнат да се побават. Светлата, така наречената светла страна на образованието е овозложихме безплатно образование, безплатно. Учебници, безплатно помагала, се е безплатно. Така? Сега ще обикат бројки. Бројките вика дека в блокираните училишта, според тие податоци што се осудија директорите, кои што не се повеќе тука за жал да им кажат, порчат моментално 35 милиони дена. Това е околу цирка 6.000 дена. Согласно со законот за финансирање на основното и средно образование, тоа е обврска на државата на Република Македонија, не е на општина. Преку наменските дотации, државата треба да оплаќа горивото, осветлувањето, комуналните услуги и се. Ние, по таа приказна не треба да се преоценува. Евентуално, општината треба да се пази моделот на изградба на такви објекти и нивно решување затоа што според децентрализацијата тие наоѓаат во Што се случва изминато од историја? Општината станува најголем финансиер. Општината станува најголем финансиер во медицинското образование. Зошто тоа го кажем тоа се завршната сметка за 2015 На крајот на 2015 година Република Македонија, Министерството за образование, финанси и законови по основ на неизплатени средства за превоз, грејање, учебници и така натаму сето тоа што влега во образованието, а кои што ги платила општина Битола во меѓувреме, на општина Битола ни горчи 2 милиони евра и 119 хиляди. Со овие 600.000 евра, кои што самите училишта ги признаваат како долг затоа што им се блокирани сметките, е 2 милиони 600.000 евра. Според моите информации, оваа тенденција за зголемување на долгот на Република Македонија и кон општина Битола нема крај. Во овој момент е над 140 милиони дена. Значи, ние полека, но сигурно до крајот на годината не е исклучено да стигнеме до долг по основ на неплатени услуги за образование, односно платени меѓутоа необезбедени средства, во висина од 3
Сега, ако се сетявате, кога се отвори кампусът на прашање около образованието во 2010 година, се шпекулираше со 3,2 милиони евра. Го чува, дека ова математика покажува 50% раст на година. Република Македонија повторно ќе рече, кој што треба да го финансира бесплатно за образование, моментално должи 3 милиони евра за ненадмирени образ. Сега вам ви го поставам прашање. Дали ова е бесплатно образование? Или преку еден платничен пример. Таткото му купува на синот стан. И го вика, синко, станат твој, слободно можеш да живееш, за тебе. Станат е бесплатно. Уживај во благодетите на стана. Веројатно на таткото нема пара. И го вика на првиот комшија, на синот, молам, дај го зајми 70.000 евра, за да го купам станот. И овој го позајмува 70.000 евра, овој го купува станот, и работата Речињето така ќе пробаме, нека се mnogi. Тоа е прашањето. Дали на вистина за стинот станот е бесплатен? Да не се залажуваме. На крајот комшијата ќе го кажи таткото. Таткото, бидејќи нема пари, ќе мора да даде нешто од собствениот имот. Или ќе даде својата куќа која има, или повторно ќе го даде станот на синот кој што му дал на име бесплатен. Таква е ситуацијата со бесплатното образование во Република Македонија. Има еден друг израз. Таткото да земи кредит од Меѓународниот монетарен фонд, во нашиот случај Стопанска банка титула, и да го исплати комшијата. Супер. Значи комшијата на Стопанска титула ќе биде исплатена и имаме задоволни ученици со бесплатен образование и задоволно останува што се пократила средствата, а на Република Македонија, односно таткото, има сопомнително скорено джобрски, односно скоригување на јавното доставство. Ете така, Шутинови Чолини функционира во РДБМ во секоја сфера, особено во образование. За илустрација, сите тие договори кои што влегуваат во синтагмата јавен долг, што не е ништо друго, освен акумулиран буџетски дефицит во текот на годините, во овој момент изнесуваат 4,5 милиарди евра официјално, или 50% од бруто домашниот производ. За ваша информација, во 2006 година, на крајот на 2006 година, тој јавен долг изнесуваше 1,831 милиарда или 36% од бруто домашниот. Ете таква е ситуација. Со тоа се гради. Со тоа граѓаните ги гледаат резултатите пред нив. Со тоа се прави Скопје 2012-14 година. Со други пари, основни пари, со пари кои што повторно нашите деца, кои ќе порастат и кои ќе видат благодетите на бесплатното образование и кои морат да ги прават, за жал. Ако ова нешто не значи, им ги убил. Ако не, никому ништо. Побудува само страх, што нам, на Република Македонија, моето семејство, на моите деца, ги носи паквото светло на непосредната иднина. Ова веќе е период контрол.
Значи, от съседните земи, видите, всеки си има своя пример. Например, ние можем да вземем Унгария, защото сме на земя, по който имаше конкретен колапс на финансистския систем по 90-те, края на 90-те години. Но сега сте следвалци в Унгария, на основните финансови показатели или по-достатъчно. Все пак, да, задължуванието на Сърбия по проценти, които се стави пред по-високо от Украина, задължуванието на Хрватска по-високо. Вика да видим искрени капацитети, може са потенциални, имат хрватски сърби. И идните потенциални приходи, които може да ги остварят. Перспективите се далеко говорени, отколкото края. Не забравяме, сега едната е членка на Европейската уния, а другата най-вероятно истински според динамика на цели не стане членка на Европейската уния не да зачета за да се гледа. В този момент може би си релевантни, за да ще мислиме никога по нищо. Или то по сите проценти, които сега са право на Хрватска. Хрватска е 2:1 в однос на дадените средства по Европейската уния и примените средства. Ами там си се луди. Не го споменат изселувањето. Не го споменат. Што се однесува до самото изселување е јасно. Това от економска емиграција ја поделил на два дела. Првата е економска емиграција заради повисок стандард, кој што сепак си го имал на релативно задоволително ниво во својата земја, во потрага по повисок стандард, по некоја друга земја, използвате британските лекари. Никој не може да му биде дека британските лекари немале за живот или не спаѓале минимум во средна класа, не ниска, висока, во средната средна класа. Или тоа посакале да имаат повеќе и затоа си иселиле во европските земји. Просечната плата на лекари изнесува 1300 евра или 1600 евра. И од таму за имаат плата од 3000 евра. Хајна често мотивација за изселувањето и неможноста да се прехрани фамилијата, неможноста децата со пратат на школување, неможноста на стварување на основни екзистенцијални потреби. И тоа е разликата помеѓу економска миграција и економска миграција. И затоа мислам дека е додатно дискутираме во данас. Еден од советниците, кога колешката Петровска говореше, каже дека своите сотоварени со бюрократски врски дофарли од место ИСО политика, директно што се става на ангажманот на колешката. Кој е? За жал. Ма не го слушаме. За жал морам да се слушам. Моето ради и мене не разположи, очевидно вас да разположи в перцепција. На крај крајот перцепцијата за собствена безбедност некако ги е перцепцијата за општата безбедност и благосостојание. И да не навлекуваме во тоа. Значи во образованието се сложувам со колегата Шаклевски,
е влезена политика. Влезена политиката преко обработването. И при това има една друга прилика, кажа. Не се обработват само в народски карти. Се обработва все и също. Ако от какво е влезе на работа или в момента пред да влезе на работа, има обвързка да го пише. Сигурно да не отреши, защото аз лично знам тузи, например, и кешо е това. И тук сидят допълнителните обвързки. Присъства, митинзи, носени, 3, 5, 10, така нататък и така нататък и всички тия механизми, които по-това се практикуват от вътрешно. Ai, doutor. Perdi boa, tá? И конечно е се задача от ревизията, резултатите от реформите, които ги видим на дългото рок. Да, ги видим на некой рок, ама няма да види дългото. Моя процент е, нека в рок от година дена, сите резултати от реформите, сите тие безплатни услуги към гражданите, сите тие скопи и бюджети ще